Програма за зачувување на природата. Име кое силно одекнува низ етерот на брегалничкиот регион во последните 12 години. Години во кои се нижеа значајни резултати и успешни приказни, што остануваат да сведочат за една посветена и тимска работа на сите чинители. Брегалничкиот регион со својата богата биолошка разновидност, впечатливи геолошки и геоморфолошки вредности, мозаик од предели, уникатна култура и традиција, не случајно беше избран да биде центар на дејствување на оваа програма. Големиот број активности кои се спроведоа преку употреба на различни пристапи со примена на швајцарски искуства и знаења, а во согласност со приоритетите на Министерството за животна средина и просторно планирање, придонесоа кон ефективна заштита на природата, интегрирајќи ги принципите за одржлив развој. На национално ниво, програмата ја поддржа изработката и реализацијата на најзначајниот стратешки документ за заштита на природа. За прв пат, во државата систематски се воведе концептот за екосистемски услуги како алатка за носење одржливи решенија и можност за финансирање на заштитените подрачја. Ова резултираше со развивање пилот шема за плаќање екосистемски услуги за заштитеното подрачје Вевчански извори. Преку унапредување на наставната програма на Факултетот за шумарски науки Ханс М во Скопје, спроведување обуки по мерка од страна на Бернскиот универзитет за применети науки и пилотирање нов развоен документ, голем број чинители, вклучувајќи го и Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ги зајакнаа капацитетите за интегрирано управување со шумите. На ваков начин се иницираше промена во перцепциите за различните функции на шумата, кои се особено значајни за зачувување на биолошката разновидност. На регионално ниво, Центарот за развој на Источниот плански регион, локалните власти и чинители се согласија заеднички да работат на зачувување на природата и промоција на одржливиот развој. За таа цел, најпрво се изработија анализа на недостатоци во еколошките податоци и карта на еколошка сензитивност кои дадоа значајни податоци за жешките точки на биолошката разновидност и потенцијални подрачја за заштита во брегалничкиот регион. Токму тие послужија како основа во подготовката на нацрт просторниот план за Источниот плански регион, со што биолошката разновидност за прв пат во државата беше земена предвид како значаен аспект во процесот на идното планирање на просторот. Врз основа на овие анализи спроведени од страна на Македонското еколошко друштво, се отпочнаа иницијативи за прогласување заштитени подрачја и идентификување идни Натура 2000 подрачја во регионот. Така во 2021 и 2022 година Осоговските планини и Малешево беа прогласени за заштитени подрачја во категоријата Заштитен предел. Јавното предпријатие Национални шуми ја презеде улогата на управувач со што се насочи кон поголема промоција и примена на интегрираното управување со шумите. Во рамки на програмата се идентификуваа 3 идни Натура 2000 подрачја во брегалничкиот регион и тоа Овче поле, Малешевски планини и Долна Брегалница. Паралелно со процесот на идентификација се спроведе и специфична кампања со што се зајакнаа капацитетите на различни чинители за значењето и бенефитите од Натура 2000 мрежата. Посебно внимание се посвети на ревитализација на крајречната рипариска вегетација во долниот тек на Брегалница. Овој тип на екосистем на многу места во светот, па и кај нас, спаѓа во категоријата на загрозени екосистеми. Спроведените активности придонесоа кон промоција и зачувување на овие крајречни шуми, а стекнатите знаења и практики се применија и во рамки на други проекти. Тоа што даде особен белег на програмата е подеднаквото вреднување и вложување во сите аспекти на одржливиот развој, па така локалното население, особено жените и младите, преку промоција на одржливи практики за производство на мед и ориз и развој на агротуризмот, научи како да обезбеди економски бенефит со рационално користење на ресурсите.
За развој пак на одржливиот туризам се изготвија студија и стратегија за туризам и се реализираа неколку приоритетни активности кои придонесоа кон поголема промоција на регионот. Од самите почетоци на програмата внимателно и посветено се работеше на едукација и подигање на свеста на клучните чинители и општата јавност. Се спроведоа голем број обуки по мерка за различни теми, студиски посети, дебати, форуми и работилници. Формирана е солидна база на документи која ќе послужи како основа за идни истражувања, проекти и иницијативи. Социјалните медиуми и други модерни комуникациски алатки послужија за зголемување на видливоста на резултатите од програмата. Програмата поддржа 36 иницијативи за енергетска ефикасност и зачувување на природата, спроведени од страна на здруженија и општините во Брегалничкиот регион. Отворен е и првиот едукативен центар за зачувување на природата во село Негрево, кој нуди интересни едукативни содржини за природата за посетителите од сите возрасти. Сепак, комуникациски продукт, кој привлече најголемо внимание и тоа во светски рамки, е документарецот Медена земја. Приказната за хероината Атидже, последната одгледувачка на диви пчели во Европа, и нејзиното правило половина за пчелите, половина за мене, испрати моќна порака дека животот во хармонија со природата сега е потребен повеќе од кога било. Ова се само дел од најзначајните постигнувања и резултати на програмата, кои навидум недостижни на почетокот, сепак со јасна визија, цел, посветеност, тимска работа и најважно, љубов кон природата, која ги надминува сите предизвици, на крајот успешно се остварија. Сега, регионот може да послужи како пример за тоа како заштитата и заработката од природата можат да одат заедно рака под рака, само кога мудро ги користиме нејзините ресурси и ги сочуваме за идните генерации. И за крај, програмата завршува, но грижата за природата и берикетот остануваат.